Градежната експанзија во Дојран мора да се контролира, смета градоначалникот Ангов. Градот треба да се развива според можностите за задоволување на потребите на изградените објекти. Дојран во моментов се соочува со потреба за изградба на нова пречистителна станица и обнова на колекторскиот систем, бидејќи градот се гради интензивно, а за време на летната сезона капацитетите се искористени до максимум. Па да, генерално, освен тоа што се случува некоја градежна експанзија во Дојран, каде што се градат повеќе сместувачки капацитети, каде што се градат повеќе стамбени комплекси кои што пред се ќе служат како апартмани за издавање и за приватни цели. Тоа е на некој начин изградба на некоја населба од околу 2000 жители, која што дополнително ќе го зголеми и бројот на посетители кои ќе доаѓаат во Дојран не само за летната сезона, туку и надвор од неа. Ние како локална самоуправа се трудиме ваквата ситуација да ја држиме под баланс, бидејќи навистина ни треба и нови колекторски системи, како што напоменавме, ни треба нови канализациони мрежи. Анго вели дека не само канализација и системи за прочистување на отпадните води, на Дојран му се потребни и дополнителни количини вода. Ни требаат нови дополнителни количини на вода, каде што во моментов се работи интензивно и на тој проблем, односно решавање, каде што Општина Дојран има започнато изградба на нова бушотина, односно пуштање во употреба, каде што се очекува, освен во овој момент што се врши тестирање на самата бушотина, пуштање во употреба на истата и надвинување на овој веќе горлив проблем. Покрај зголемениот број на домашни туристи, последниве години Дојран е познат и како дестинација за посета и преноќување од странски гости, кои застануваат тука пред да продолжат или на враќање од Грција. Токму затоа и сместувачките капацитети се полни во текот на целата летна сезона.